Од понеделник за православните верници започнуваат апостолските пости, познати како Петровденски пости. Денеска се покладите Петровденски. Денес е недела или поклади Петровденски. Од утре понеделник почнуваат апостолските пости или Петровденските пости ке народот познат. Овие пости спаѓаат во редот на поблаги пости, бидејќи маслото и виното се дозволени и рибата во поголем дел од деновите. Во однос на великденските пости на богородичните, овие се во рангот на божикните пости. Најбитно е, пак кажуваме постојано и пак ќе повториме, најбитно е да го спазиме типикот како што налага црквата, кој веќе е објавен веќе на социјалните мрежи и сите можат да го видат кој ден што се конзумира од храната. Постот ќе кажеме пак е воздржување од масна и обилна храна. Не значи ако постиме дека треба да се пријадуваме, но да се воздржуваме и од она што храна постна што ја примаме во нас. Но уште е побитно е духовниот пост, секогаш го нагласуваме тоа, да внимаваме што мислиме, да внимаваме што правиме, какви дела правиме. Значи да им помагаме на нашите блиски, да сочувствуваме со секој оној на кој му има потреба, да му помагаме и со тоа да подготвуваме како телото со телесниот, така и душата со духовниот пост. Да бидеме радосни, постот да не ни представува тежина, но да ни представува секогаш радост и леснотија, бидејќи ете ќе за неколку недели колку што е овој пост ќе го прославиме и денот на светите апостоли. Светата православна црква пред сите големи празници востановила пости, па така и пред празнувањето на соборот на светите апостоли го востановила и овој пост. Овој пост, неговата должина зависи од Великден. Кога Великден ќе се падне порано, овој пост е подолг. Кога Великден ќе се падне подоцна, тогаш овој пост е и пократок. Но затоа пак ќе речем да внимаваме повеќе на нашиот духовен пост, што мисли умот, што прави срцето и да што повише дела, а и поголеми молитви кон Бога. Бидејќи свети апостол, бидејќи свети Јован Златоуст рекол, постот и молитвата се крилата кои душата носат во рајот.